издание. Американскиот председател Доналд Трамп во посета на американските трупи во Афганистан соопшти дека продолжуваат мировните преговори со талибанците. И поранешниот градоначалник на Њујорк Майкл Блумберг во демократската председателска трка во САД. Хариет, ново филмско остварување која ја раскажува приказната на жената Робинка. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анета Шијакова. Министерството за правда ќе поднесе иницијатива до владата, со којот собранието ќе побара автентично толкување на членот 11А од Законот за помилување, известува Владимир Мирчевски. Владата бара собранието да даде автентично толкување на членот 11А од Законот за помилување. Причината, како што денес објасни министерката за правда, е да се спречат обидите за избегнување на правдата и неказнивост за сериозни кривични дела. Тие обиди се движат од постојано одложување на судски постапки со цел да се обструира носењето на судски одлуки, до иницирање на постапки пред Уставниот суд за укинување на членови на Кривичниот законник, а сега и Законот за помилување. Целта на овие манипулативни обиди е постигнување на неказнивост за кривичните дела, кои беа предмет на специјалното јавно обвинителство, а кои сега ги продолжи редовното обвинителство. Во рацете на собранието е еднаш за секогаш да го затвори ова прашање и да оневозможи оживување на незаконските помилувања на Иванов. Повикот на Дескоска следи откако Уставниот суд реши да поведе постапка за оценка на уставноста на членот 11А од Законот за помилување, што според неа представува опасност за еднината на постапките кои се водат за и врз основа на прислушуваните материјали. Владата сега преку автентично толкување собранието да потврди дека членот 11 на кој Ѓорѓи Иванов ги заснуваше масовните помилувања веќе не постои. И шефот на државата апелираше за, како што рече, дел од уставните суди да се разбудат на време. Тие треба да разберат дека во оваа земја Никола Груевски веќе не е господар на нашите животи, порача Пендаровски. А од другите вести, американскиот председател Доналд Трамп на денот на благодарност оствари ненајавена посета на американските трупи во Афганистан, каде соопшти дека неговата администрација ги продолжила мировните преговори со талибанците. Веста доаѓа по помалку од 3 месеци откако Трамп ненадејно го запре американско-талибанскиот диалог, токму кога двајцата противници се приближија до потпишувањето на договор за ставање крај на 18-годишната афганистанска војна. За време на состанокот со афганистанскиот председател, Трамп рече дека договорот со талибанците мора да биде прекин на огнот. Стотици демонстранти денеска излегоа на улиците во Сиднеј, Австралија, на протест со кој повикуваат на поголема акција за борба против климатските промени. Демонстрантите се собраа пред седиштето на Либералната партија на Нов Јужен Велс, барејќи од владата да отфрли какви било нови проекти за јаглен, нафта или газ. Западниот брег на Соединетите Американски држави од денот на благодарноста е зафатен од невообичаено моќна зимска бура. Големи снежни врнежи има во Јужна Калифорнија. Автопатот север-југ поради вонредни временски услови вчера во двата правци беше затворен во текот на денот. Националната метеоролошка служба соопшти дека се очекуваат големи снежни врнежи. Поранешниот градоначалник на Њујорк Майкл Блумберг и официјално се приклучи во демократската трка за председател на САД. И покрај тоа што вложи милиони долари за кампања, анкетите покажуваат скептицизам околу неговата кандидатура, известува Артита Дунелари. Майкл Блумберг влезе во демократската председателска трка со најави за помош на средната класа и враќање на економската рамноправност во Америка. And the struggling middle class will get their fair share. And jobs that just allow you to get by will become jobs that let you get ahead. Милиардерот се приклучи во време кога многу демократи ги критикуваат економската нееднаквост и ултрабогатите во САД. Блумберг се надева дека неговиот успех во медиумскиот бизнес и технологијата и ревитализирањето на Њујорк по терористичките напади на 11 септември ќе му помогнат да ги придобие гласачите. Блумберг наследи катастрофа во Манхетен и успеа да го обнови градот значително, и тоа за време на рецесија.
Како градоначалник, Блумберг ја воведе полициската мерка за случајно приведување сомнителни лица, која диспропорционално ги афектираше афроамериканците. Тој неодамна се извини за оваа мерка, велејќи дека тогаш не сватил како таа ќе се одрази врз малцинството, на кое се гледа како клучно во Демократската партија. Деветиот, најбогат човек во светот, се очекува да вложи милиони долари во рекламирање. Никогаш немало кандидат кој само неколку дена по влегувањето во трка потрошил 37 милиони долари. Анкетите покажуваат дека Блумберг сега има околу 3% поддршка од демократите и покрај тоа некои аналитичари сметаат дека парите му носат влијание и перцепција на независност во политичката арена. Подобро е кандидатот да троши негови пари отколку да собира стотици милиони од луѓе што сакаат и очекуваат нешто во нивна корист. Истовремено, парите можат да бидат и политичка пречка во партијата, која ветува дека ќе намали растечката разлика меѓу богатите и сиромашните. Знам дека богатите ќе имаат повеќе чевли, автомобили и куќи од сиромашните, но тоа не значи дека имаат и поголема демократија. Блумберг верува дека ќе го победи председателот Трамп со политички центризам и богатството, но прашањето е дали во тоа ќе ги убеди гласачите. Хјудак вели дека популарноста не се купува лесно. Председателот Трамп се поврза со гласачите лично, на многу специфичен начин. Не се знае дали Блумберг ја поседува таа политичка харизма. Блумберг ќе ги прескокне најраните номинации во февруари, додека неговиот прв тест ќе биде на 3 март, кога 14 сојузни држави ќе одржат прелиминарни избори на денот познат како Голем вторник. Филмовите за робството во САД се дел од холивудската продукција откако постои филмската индустрија. Но малку филмови се раскажани од перспектива на самите робови. Новиот филм Хариет го прави токму тоа. Пенелопи Полу има повеќе. Филмот Хариет во режија на Каси Лемонс ја следи приказната на младата робинка Хариет Табмен и незиното патешествие до слобода. Табмен избегала од плантажа на југот во државата и сама патувала 100 мили северно до Филаделфија, каде станала главна сила во мрежата подземна железница. Група луѓе кои им помагале на избеганите робови безбедно да стигнат до северот на државата. Таа се вратила 13 пати за да спаси други робови, вклучувајќи го и незиното семејство. Режисерката Каси Лемонс вели дека било крајно време Холивуд да ја каже приказната на Табмен. Се работи за многу храбра и силна жена. Мислам дека е вистинско време да се слават американските хероини и нивниот активизам. Други понови филмови за робство кои се базирани на лична приказна на робови се 12 години робство на Стив Маквин и раѓањето на нацијата на Нейт Паркер. Во време на движењето Me Too, филмот Хариет е прв кој се фокусира на историска женска фигура од време на робството. Синтија Ериво ја игра улогата на Хариет. Would you like to pick a new name? Harriet, you see Harriet as a woman? Ја гледате Хариет како жена, не само како хероина. Незиното херојство е многу поголемо, бидејќи поминала многу работи како жена. Филмот предизвика многу позитивни, но и негативни реакции. Корисниците на Твитер ја критикуваат Ериво, британската актерка со нигериско потекло која ја игра улогата на прославената афроамериканска икона. Тие исто така реагираат и оти филмот вклучува измислени бели ликови, кои доаѓаат да ја спасат Хариет во текот на незиното патешествие. Професорот Ричард Грег од Универзитетот Џорџ Мејсон вели дека публиката е чувствителна на формулации како бел спасител, кои може да ја нарушат автентичноста на приказната. Се што има простор за напредок кога се работи за дискусии за робство и како тие приказни се презентираат. И покрај критиките, Хариет заработи 12 милиони долари на отворањето. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Ви посакувам пријатен викенд.